Благодарам. Колега Трајанов, по однос на ова прашање би сакал да ве подсетам на неколку работи. Значи, прво прашање, дали вие сметате дека на Македонија и се потребни наметнати уставни измени како уцена од земја сосед со цел да може воопшто да се размислува за почеток на преговорите. Бидејќи ако ги споредите двете преговарачки рамки, едната за Македонија и едната за Албанија, ќе видите дека Албанија на денот кога ќе се фотографираат во Брисел, ќе ги почне преговорите со Европската Унија. Македонија на денот кога ќе има фотографирање во Брисел Ковачевски и Бујар Османи, ќе се вратат дома да дополнат уште 10 други задачи преку протоколот кој што го кријат, а најголемата задача која што ја превзеле е дека и вие, како пратеник, ќе гласате за смена на Уставот. Второ, се сеќавате на арбитражната Бадентерова комисија, составена од Европската комисија. Председатели на уставни судови, Бадентер на Франција, Роман Херцог, Германија, Алдо Корасанти, Италија, председателот на Уставен суд на Белгија, на Шпанија и на многу други. Заседава и дадоа мислења. За Македонија беше мислењето број 6, дека Македонија и Уставот на Македонија ги исполнува сите стандарди на човекови права за државата да може да биде признаена како независна држава. Сега, 30 години после тоа мислење на Европската Унија, една земја членка вам ви наметнува услов за уставни измени, за бришење на книгни, за бришење на споменици, за ревизија на историја, за да може воопшто, после фотографијата во Брисел, вие, ако гласате за смена на Уставот, да размислуваат тие дали ќе ги отпочнат преговорите со Македонија. Затоа сметам дека главното прашање не е што политички театар се крие позади овие така наречени предлог заклучоци, кои што немаат никаква формално правна обврска кон преговарачката рамка. Преговарачките рамки ги прифаќа владата. И хрватската влада, и српската влада, црногорската, бугарската влада, кога почнуваа преговори, влада ја носи одлуката. Ако сте за оваа преговарачка рамка, тогаш гласајте за заклучоците. Ако сте против вакви уцени и штетна преговарачка рамка, гласајте против овие заклучоци. Тоа е толку едноставно. Затоа што на крајот од краиштата не мора да ги послушате пратениците на опозицијата. Слушајте го Гералд Кнаус, слушајте го Ерван Фуере, слушајте Малинка Ристова и многу други експерти за евроинтеграција. Самите кажуваат колку е штетна оваа преговарачка рамка. Благодарам многу.